Драги ученици, добре дојдовте во видео содржината од математика за второ оделение. Темата на оваа содржина е примена на техниките за совладување на собирањето, која произлегува од целта во програмата да умеете да собирате во обем на бројот 100. Со совладување на овие техники, вие ќе умеете да собирате парови двоцифрени броеви. Да се потсетиме што представува собирањето. Собирање е кога две групи ќе ги споиме заедно. Во едната чашка имаме група од две топчиња и во втората чашка имаме група од две топчиња. Кога овие две групи ќе ги споиме заедно, добиваме нова група од 4 топчиња. Како математички израз, тоа би се запишало 2 плюс 2 е еднакво на 4. Уште еден таков пример. Имаме група од 5 елементи и група од 2 елементи. Тие две групи ги спојуваме заедно. И добивме група од 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 елементи. Како математички израз, тоа би било 5 плюс 2 е еднакво на 7. Собирањето е и кога на едно количество елементи ќе му додадеме друго количество елементи. Имаме 6 топчиња, на тие 6 да им додадеме уште 3. Сега се 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Како математички израз, тоа ќе го запишеме 6 плюс 3 е еднакво 9. Значи, на 6 му додадовме уште 3. Уште еден таков пример. Имаме група од 5 елементи, на која што ќе додадеме група од други 5 елементи. Ги додаваме. И сега добивме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Што значи? Кога на групата од 5 елементи и додадовме друга група од 5 елементи, добивме 10. 5 плюс 5 е еднакво на 10. Собирање е и кога добројуваме. Во големата чашка имаме 8 топчиња. Да додадеме, односно да доброиме едно по едно, уште две топчиња. Значи имаме 8, добројуваме 9, 10. Како математички израз, тоа би се запишало 8 плюс 2 е еднакво на 10. Значи, на бројот 8 доброивме уште 2. Уште еден пример. Имаме група од 6, да доброиме уште 3. Значи, 6, 7, 8, 9. 6 плюс 3 е еднакво на 9. Да заклучиме. Собирање е кога спојуваме две групи заедно. Собирање е кога на една група и додаваме друга група. Собирање е кога добројуваме. Токму добројувањето ќе ни помогне да го совладаме собирањето двоцифрени броеви и тоа преку техниките собирање со помош на бројна оска и собирање со помош на табела стотка. Собирање со помош на бројна оска. Имаме два двоцифрени броеви, 21 плюс 25, кои што треба да ги собереме. Како тоа ќе го направиме со помош на бројната оска?
цртаме една празна бројна оска. На почетокот на бројната оска го пишуваме едниот собирок. Во овој случај 21. Треба да додадеме на бројната оска, односно да доброиме уште 2 десетки и 5 единици. Тоа го обележуваме на бројната оска. Обележуваме една десетка, уште една десетка и потоа уште 5 единици. 1, 2, 3, 4, 5. Сега можеме да почнеме да добројуваме. 21 и уште 10, тоа е 31. И уште 10, 41. Сега ќе доброиме и единиците. 41 продолжуваме. 42, 43, 44, 45, 46. Значи, 21 плюс 25 е 46. Уште еден пример за собирање со помош на бројна оска. 24 плюс 57. Ја цртаме бројната оска, на почетокот на бројната оска го ставаме едниот собирок. Вие веќе сте запознаени дека за собирањето важи комутативното својство, кое вели дека иако собироците си ги сменат местата, збирот нема да се промени. Зошто во овој случај го запишав на почетокот на бројната оска бројот 57? Затоа што полесно е да додадеме 24 отколку 57. Тога во тој случај би имало многу да броиме. Затоа, секогаш кога решаваме на овој начин, на почетокот на бројната оска го пишуваме поголемиот собирок. Значи, 57 треба да му додадеме уште 2 десетки и 4 единици. Доцртуваме 1, 2 десетки и потоа ги доцртуваме и единиците. 1, 2, 3, 4. Сега можеме да почнеме со добројување. Прво добројуваме по 10. 57, 67, 77. Продолжуваме по 1. 78, 79, 80, 81. Значи, 24 плюс 57 е 81. Се надевам дека ви е јасно. Сега ќе преминеме на собирањето со помош на табела стотка. Табелата стотка веќе многу добро ја познавате и знаете дека одгоре почнува од бројот 1 и низата расте се до бројот 100. Да се потсетиме на неколку основни работи кои што ќе ни помогнат во собирањето со помош на табела стотка. Кога се движиме, кога броиме од лево кон десно, ние всушност додаваме по 1. 1 плюс 1 е 2, плюс 1 е 3, плюс 1 е 4, плюс 1 е 5 и така натаму. Кога се движиме од десно кон лево, пак намалуваме за 1. Например, 7 минус 1 6, минус 1 5, минус 1 4, минус 1 3 и така натаму. Од било кој број да тргнеме, правилото е исто. Ако одиме на десно, зголемуваме за 1, ако одиме кон левата страна, намалуваме за 1. Кога се движиме во правецот од горе кон долу, ние всушност додаваме 10. 10 и 10 се 20, и 10 30, и 10 40 и така натаму. Од било кој број да тргнеме надолу, ние всушност додаваме 10. Ако одиме во обратната насока, односно нагоре, намалуваме за 10. Например, 76,
66 минус 10 56 минус 10 46 и така натаму. Значи, од било кој број, ако тргнеме да се движиме нагоре, ние всушност намалуваме за 10. За собирањето нас ни е важно зголемувањето за 1 и зголемувањето за 10. Затоа што собирањето всушност представува зголемување. Да ја решиме и првата задача. 26 плюс 12. Прво треба да најдеме каде се наоѓа во табелата стотка бројот 26. Ете го бројот 26. Сега ние на бројот 26 треба да му додадеме една десетка и две единици. За да му додадеме една десетка, ние треба да се движиме за едно место надолу. Стасавме до бројот 36. Сега треба да додадеме уште две единици. За да додадеме две единици, треба да се движиме две места кон десно. Еднаш, два пати. Стасавме до бројот 38. Задачата е решена. 26 плюс 12 е еднакво 38. Уште еден пример. Повторно да се подсетиме дека со движење кон десно додаваме 1, со движење од горе надолу додаваме 10. Задачата е 52 плюс 35. Го наоѓаме бројот 52 во табелата стотка. Сега треба да додадеме 3 десетки и 5 единици. Десетки додаваме така што се движиме надолу. Една десетка, две десетки, 3 десетки. Сега треба да додадеме уште 5 единици, да се движиме надесно 5 пати. 1, 2, 3, 4, 5. Стасавме до бројот 87. Збирот е 87. Всушност ние треба од почетокот да добројуваме по 10, а потоа да добројуваме 5 пати по 1. И тоа би изгледало вака. 52, 62, 72, 82. Добројуваме по 1, 83, 84, 85, 86, 87. Збирот е 87. Уште еден пример за собирање со помош на табела стотка и повторно повторување кон десно. Кога се движиме додаваме 1, надолу кога се движиме додаваме 10. Овој пат задачата е 22 и 59, но повторно и тука ќе го искористиме комутативното својство и ќе го почнеме добројувањето од бројот 59. Значи во табелата стотка го наоѓаме бројот 59. Треба да додадеме две десетки и две единици. За да додадеме две десетки, два пати се движиме надолу. Значи 69, 79. Треба да додадеме уште две единици, се движиме кон десно. 79, 80, но тука редот завршува, затоа одиме во новиот ред, 81. Значи 22 плюс 59 е еднакво на 81. Ви предлагам малку да ги повежбате овие техники, така што ќе се ја извршите вашата домашна работа. Видеото ќе го стопирате и потоа овие задачи ќе ги препишете во вашите тетрадки. Потоа применете една од двете техники кои ги научивте, добројување на бројна оска или пак собирање со помош на табела стотка.
онаа техника што ви е полесна, применете ја таа. Ако ви е потребна табела стотка, ја имате во математиката вториот дел за второ оделение на последната страна, а вакви задачи за решавање имате исто така во математика втор дел на страна 33 и 35. Ви посакувам успешна работа.